добре дојдовте на уште едно дома со Леа видео. Денеска сакам да ви раскажам како работата од дома го прави нашето време поскапо, а нашиот живот поквалитетен. Но пред да почнам, да ве замолам. Сабскрајбнете се на мојот канал и притиснете лайк на ова видео, споделете го со сите оние кои што размислуваат да почнат да работат од дома. Типичното работно искуство подразбира станување рано, прекинати во сонот, пошто ни треба време да се освестиме, да се облечеме, да се упристоиме, па да излеземе, да губиме време, да се гужваме во градскиот превоз или да возиме во сообраќајниот хаос, се додека не пристигнеме на работа. А кога ќе пристигнеме на работа, имаме small talk муабети со колегите, жалење, пиење кафиња, припремање за работа, губење време. Практично вистинската работа ни започнува многу подоцна од самото пристигнување на работа и истата е дополнително обремената и растегната заради фактот дека мораме да седиме на истото место до 5 часот или кога и да ни е нели крајот на работното време. Како контраст на ова се следниве ситуации кои што се чести кога работиме од дома. Стануваме наспани, без аларми. Науката докажува дека човекот спие во циклуси на полесно и подлабоко спиење и дека различно реагира кога ќе се разбуди во одреден период. Ова значи дека не е сеедно во која од фазите на спиење ќе се разбудиме. Заради ова некогаш се будиме сами од себе полетни, наспани, енергизирани, а некогаш кога звони алармот се чувствуваме како да допатуваме од некои морски длабочини, како ни треба време да испливаме во свесноста. Природното будење игра голема улога во тоа како се чувствуваме во текот на денот и колку ќе бидеме продуктивни во текот на работниот ден. Втора убавина на работењето од дома е тоа што не губиме време во непотребни подготовки. Не мора да пегламе кошули, не мора да внимаваме дали сме облекле два исти чорапи, нема потреба да пазиме на блендин на пудрата, ниту дали ќе излеземе од дома во папучи по грешка. Напротив, ова време кое го трошиме на рутински репетитивни подготовки секој ден, можеме да го искористиме за ментално подготвување, планирање или на нешто друго што ќе нам подигне психофизички, како што е вежбање, медитација или слични активности кои ќе придонесат да бидеме спремни за работа. Трето и најважно е дека бидејќи сме фокусирани, работиме точно онолку време колку што ни е потребно да ја завршиме работата. Практично, дел од мотивацијата за фокусирано работење е тоа што знаеме дека колку порано завршиме, толку повеќе слободно време ќе имаме. Ова практично го преполовува класичното работно време. Односно, истата работа можеме да ја завршиме за половина или помалку време, со што ни останува повеќе време, што можеме да го искористиме за да завршиме дупло повеќе работа или да го искористиме во слободни активности. Како и да е, со тоа што веќе немаме потреба да губиме по час време за патување во градските гужви, да трошиме еден час време предвидено во средина на работното време за пауза и еден куп други тривијални работи на кои што ни се случуваат секој ден, а се поврзани со нашето работно место и со начинот на кој што го трошиме нашето време. Иднаш кога ќе видиме колку всушност работа, ефективна работа, ние можеме да завршиме за одреден временски интервал, кој што зависи од вашите работни навики, од можноста за фокусирање, но и од природата на вашата работа. Значи може да станува збор за 20, за 30, за 45 минути, сат и пол и така натаму. Ќе ни биде јасно дека не сакаме да го поминеме истиот тој час чекајќи во ред, во времето на гужва во сообраќај, чекајќи пријатели кои што постојано доцнат во договореното време, гледајќи долги блокови реклами на телевизија, гледајќи неквалитетни содржини. Доколку еден временски интервал на работа, која што знаеме дека е продуктивна и се случува непосредно, го споредиме со било кој друг временски интервал во текот на нашиот ден,
ќе сватиме колку многу време губиме во непродуктивни или недоволно квалитетни содржини или активности. Оваа свесност ќе не натера да ги елиминираме непотребните содржини и активности и со тоа да отвориме повеќе време во нашиот ден за повеќе квалитетни или активности и содржини кои што нас не прават посрекни, поисполнети или попродуктивни. Кога одлучуваме сами кога ќе почнеме и кога ќе престанеме со работа, чувствуваме одговорност кон тоа колку работим. Токму ова го претвара нашето време, односно еден работен интервал, на некој начин ќе стане временска валута за одредување на квалитетот на сите содржини и активности во вашиот ден. Ве молам споделете во коментари која е вашата моментална временска валута и кои се вашите омилени активности кои што ве доведуваат во продуктивност или пак со кои што сакате да се релаксирате. Ако имате конкретни прашања на кои што сакате да одговорам во некое наредно видео, слободно пишете ги во коментари. Се гледаме следниот понеделник. Поздрав!